Почитувани гледачи, добро вечере. Добре дојдовте во уште едно издание на емисијата 15 минути со. 15 минути со, овој пат со Ленче Кукич. Ленче, добро вечер и добре дојде во емисијава. Добро вечер и ве голем поздрав до гледачите на ТВ Канал Двиз, до нашите струмичани. Така. Не само струмичани, ТВ Канал Двиз е регионална телевизија и може да кажеш Гевгеличани, Дојранчани, Богданчани, Радовишани и така натаму и така натаму. Во право си тоа во моментот го заборавив. Така е, си немој друг пат да ти се случи. Друг пат нема да ми се случи. Добро. Просто не знам дали е ова последно издание на емисијата 15 минути со за 2021 или прво издание на оваа емисија во 2022, бидејќи емисијава ја снимаме неколку часа пред дочекот на новата година, а ќе биде емитувана неколку часа после доаѓањето на новата година, но не е важно. Тоа не е важно, така. Апсолутно не е важно. Много новогодишно расположение, колку си ти расположена пред новогодишно? Па јас да ти кажам секогаш дали е пред новогодишно или пред било какво, јас сум расположена. Секогаш си расположена. Секогаш сум расположена. Секогаш насмејана. Така е. Секогаш некако, не знам, од секогаш го гледам така позитивно животот и затоа ги користам сите моменти да бидам таква каква што сум. Во всушност јас и не го правам тоа намерно. Господ ми е да ме создал така. Срцето ти е така, тако, душата ти е таква. Во право си. Таква сум создадена и затоа така и се однесувам. Така. Еве, убава порека од Ленче Кукич до сите вас, почитувани гледачи, на емисијата 15 минути со. Бидете позитивни, бидете со позитивни мисли, со позитивно срце и душа и се ќе биде во ред. Така. Овој пат Ленче Горан Кукич остана без ангажман, но тоа е со причина за нова година, не настапувате конечно слободни една нова година, така ли е? Па и минатата беше слободна, бидејќи минатата година не беше дозволено ништо околу настапите, нели? Повеќе мерките беа на сила. Оваа година некако се малку порелаксирано, но сепак со знак прашалник што ќе се случува. Затоа и јас и Горан одлучивме оваа година да бидеме слободни, бидејќи некако и преговорите пред тоа што беа со организаторите за нова година, беа сите несигурни, дали ќе има, но можеби ајде да се договориме, ама може ќе нема. И некако таа старата пословица немаше потреба од негативна атмосфера, например, ако на дочекот на новата година се случише, сега има мерки, па нема да има ништо. И така, тоа сека и за нас е некако така по душата ќе ти е, што викаме ние, стегната до последниот момент, дали ќе има нова година или не. И затоа одлучивме, нека се смири ситуацијава, нека помине и тоа. До година здравје, така да е. сме здрави. И затоа си останавме дома. Но не останавте без ангажман. Вие сте активни, ја гледам Ленче, па и Горан по националните телевизии, гостувате на разни места, но вие деновиве се вративте и од Белград. Бевте цела недела или повеќе? Па така е, цела недела бевме во Белград. Сега ќе ми ја кажеш причината. Причината беше тоа што после 2019 кога победив јас на Никогаш не е доцна, таман да ја изведам новата песна, почна ковидот, почна короната и се застана на нула. И после 2 години, конечно, да мојата песна да и дојде тој среќен момент за да ја промовираме за гранд продукција. И затоа и таа недела бевме во Белград. Сите снимањата се одвиваа за новогодишните, за божикните празници и промотивно песната која го носи насловот Бисер, ќе излезе баш на Божик. Еден убав ден, баш на Божик, на фолк парада, што ја даваат Гранд телевизија. И една прекрасна песна, Весна Петковиќ го напиша текстот на музика на... Познат текстописец во Србија. Познат на многу познати текстови.
музиката е на Хуса Бит Стрит, тој е бивши рапер и еден Ама одлична прекрасен... и музиката. Прекрасна. Баш очекувам со душа да излезе песната, да ги слушнам и да ги видам реакциите од луѓето. Може ли јас да бидам искрен во врска со песната? Може. Ми се допаѓа многу текстот, ми се допаѓа многу музиката, ама знаеш ли што најмногу ми се допаѓа? Како Ленче ја пее таа песна. Така е. И аранжман, многу прекрасен аранжман направија Јован Вукичевиќ и Сречко Митровиќ. Така, супер. И така се направи една убава екипа и излезе нешто убаво. И тоа како што веќе знам дека ја знаеш песната. Да. И тоа што јас го внесов во песната е резултат на тоа кога Јован Вукичевиќ се јави да ми ја презентира песната, првите зборови му беа: Ленче, јас те гледам во оваа песна. Супер. Еве, ние сме соработувале многу пати и знам дека, нели, ако... Но овој пат е една нова Ленче, иако тие гласовни квалитети се тие, како што ги имаше и порано, меѓутоа, преку таа песна една Нешто, нова Ленче, така е. нешто поинако во интерпретацијата, нешто што... До сега не се случувало кај мене. Така е. На љубителите. Баш нов правец некако за мене, па добро, може би и еве заслужно после толку години, нели, па малку да се најдам и во друго светло. Така, Зошто да не? супер. Јас и предвидувам на таа песна Долг живот. Се надам дека ќе им се допадне на сите љубители на Балканот, на сите љубители. Да, и сега презентацијата е таа. Еве, пред да влеземе во студио, поразговаравте и со нашите сниматели. И тие ветуваат дека ќе ти направат убав спот, не само за таа песна, но уште за некои други. Така е. И ќе уживаат гледачите на Табаканово Двис. Така е. Сега после празникот, значи, готова е спремна, екипата е спремна. Супер. И морам да кажам дека после толку години јас имам еден специјален професионален третман од екипата на модното студио, на модната куќа Елена Лука. Тие се погрижа за сите мои настапи кои што ќе следат, значи, и на Гранд телевизија, и за мојот спот, значи, застанаа со мене заедно. Еве, овој мој почеток повторен, значи, да заедно сите одиме напред. Супер. Иако оно што го рече е недозволено на територијата на нашава земја да се рекламираат спонзорите, не. Да? Ама имаш оправдување заради тоа што доаѓаш од Србија, а таму се е дозволено. Во праву си, да, Така, да, во праву си. Јас не знам зошто, но сепак... И јас не знам зошто, но законите се закони. Така. Плюс и нова година си простуваме, дозволено е се. Добро. 2021 си заминува, доаѓа 2022, по што ќе ја паметиш 2021? Леле, 2021, значи, многу треба да ја паметам, по разни се случувања. Добро. Како прво, како да кажам, како една... Топло-ладно. Топло-ладно, да. Така. Значи, топло... Тоа што се преселивме, купивме куќа во Босилово. Решивме да одиме малце на помирно, на така, ни се допаѓа, да ви кажам. Цело време кога седевме за време на карантинот дома во друго е на тераса во стан, друго е куќичка си куќичка. Така да го направивме тој... Не е баш куќичка, туку е куќа. Куќиште. Но тоа го направивме, значи, со сета волја и бевме многу среќни. Но оваа среќа малку кратко траеше, бидејќи бевме болни од не фати ковидот. Значи, тоа катастрофално го поминавме. И тука беше тоа што викаме топло-ладно. И тука може би посвативме и многу работи дека тоа еве нека биде и апел до луѓето да не, значи, вистинските стари зборови што велат дека, нели, само болниот има една желба, да оздрави, а здравиот илјада. Токму тоа ние го доживеавме кога лежевме таму и молевме за живот. Да, а ние мислевме на вас, и јас себе ќе споделам со гледачите, предпоставувајќи како име на Ленчо и Горан, јас секој ден бев на телефонот и праќав разни позитивни пореки. Така е. А на нас за да им го олеснам болката. За да им олеснам таа болка што има, па се слушавме по телефон и така натаму. И еве, мило ми е што повторно се гледаме. Баш и јас не сум имала прилика да го кажам тоа.
и благодарам на сите луѓе што стварно ни пуштаа позитивни вибрации и беа со нас во тие тешки моменти. Така. И заклучивме дека навистина ние сме за луѓето, ние сме створени за луѓето. Така е. Значи на тоа што се случи сите доста беше што да рече тоа Иван ни го кажа после кога помина тоа мамо, имаше неколку луѓе меѓу кои беше и Чичко Џоко Калајџиев секој ден. Така Да. е, така. Ми звонеа секој ден да слушнат за вашата ситуација. Да, се слушавме помалку и со Горан, малку и со тебе повеќе Јас- пореки ти пратил, Јас бев бидејќи покатастрофална. беше полоша Малку полоша бев, во да, ситуацијата. да. Нова година, ајде да не Така зборуваме е. за такви работи. Епа тоа е лошото што помина. Тоа е Значи добро. по тоа ќе ја паметам да, 2021. Доброто е што оздравевте. Така е. Доброто е што шетавте таму ваму, бевте повторно во Суботица. Така е, направивме неколку концерти пак Така. и новата песна сега е како она јаготката, Шлагот, така. јаготката на шлагот. Супер. И се надевам дека ова што помина. Така. Значи беа убави моменти, беа лоши моменти, но се нека оди назад. Велиме дека ова што поминало нема потреба и да Лошото мислиме да се веќе на заборави, него. доброто да се Така памети е. и да го пренесеме во Така е. 2022 И сега се надевам година. дека со една позитивна енергија, Така. со позитивна мисла ќе влеземе во 2022 година и Кога ја спомнат 2022? Ако правевме ретроспектива како помина 2021, што очекуваш од 2022? па најпрво очекувам оваа песна што сега ја промовирам да си го најде својот вистински пат во секој дом, кај сите луѓе, значи мојот глас овака да го доживеат за убаво, да им душата да им е полна со убавина. Така, Тоа нека го биде. очекувам бидејќи еве тоа е сега најново и после новата година значи ќе следуваат се уште разговори, промоции, гостување на повеќе емисии. Претежно во Србија. Да, Така. да. И јас очекувам дека после тоа нашите сите тие концерти кои што беа за реализација 2020 година, па се презакажа, па ништо не се надевам дека оваа година ќе се оствари тоа да можат Оку повеќе настапи, Така е. повеќе Така свадби, веселби, така така е натаму што нека викаат има. нека е весело. Нека е весело. Она што живо ме интересира, верува ли Ленче Кукич во Дедо Мраз? Сега ме питаш на тие години. Па да, верувам да ти кажам. Браво. Еве ти рака и јас верувам. Верувам во мојата фантазија, верувам бидејќи тоа луѓето ги прави среќни. Апсолутно. И убаво е кога мечтаеш за некој да ти, еве, како од смисолот, нели, да дојде Дедо Мраз, да ти ги оствари желбите, тоа сте навистина би сакала да ми се оствари. Зошто да не? Да си замислам желба и да напишам поделката Така. и да дојде Дедо Мраз И вечерва преку следниот ден се оџакот. будиш и поделката тоа што го посакуваш. Леле, ќе бидам најсреќна, стварно, стварно. Супер, добро. Што прави Иван? Претпоставувам се радувате со тоа што Иван го постигнува. 2021 беше успешна за него, многу Да, активности, да. натаму наваму. Сето тоа кулминираше со настапот U4U Така е. пред Струмичани, беше убаво. Порано Иван го нарекувавме синот на Ленчи и Горан. Сега вас ќе ве нарекуваме родителите на Иван Кукич. Така ли? Да, видете, и тоа е, значи, едно Така треба да биде. гордење, да, Така. ние се гордееме со тоа, бидејќи Иван е едно добро дете и не знам, ние имаме една супер хармонија заедно со него, се дополнуваме, се допитуваме, значи што треба, како треба. Тој веќе не е она малото дете, се Не е е мало. пораснат, дури некаде и јас се консултирам со него, значи и Горан исто. Се радуваме и Работи ли ние со него. на твои песни веќе со аранжмани, како не. одредени Да, со еве сега, музика, веќе да- има нешто Да, да не конкретно? откривам, нели, нека Така. помине сега песната Бисер и Така. веќе е спремна другата песна што некаде може би март ќе излезе или Супер, крајот на супер. февруари. Тој ја спрема со Стефан Илич. Тој е, не знам колку, сигурно луѓето знаат, тој е виолинистот што е во оркестарот на Александар Софрониевиќ, а тој и Иван се многу блиски и заедно Супер. решија да ми направат една убава песна која што е веќе на Јас ја слушнав на- и веќе фантастично. за малку готово. Фантастична е. Нека има многу песни, нека има
убави вибрации помеѓу вас, исполнителите и публиката, бидејќи заради тоа постоите, нели? Така е, така е. А публиката сака убави песни, нели, за убаво расположение. Да ви го поздравиш Иван, прекрасен е, одличен инструменталист, одличен композитор, аранжер, Да. што е најважно, одлично дете. Со душа, со срце, прекрасно дете. Така е, нека напредува. Ама се знаео дека ќе беше тако, поради тоа што е син на Ленче и Горан. Така. Околу новиот дом, само така. накратко една реченица, се адаптиравте ли на новата атмосфера? Да, Оти тоа да. малку по земате некаков урнек од луѓето од западот. Ако овде кај нас е актуелно луѓето од село да доаѓаат во градот да купуваат станови и така натаму, Ние како вие на го правите западот. обратното, ама тоа се прави на запад. така Дури е. ај ти си од Босилово, да кажеме, Така е. може би е и некако нормално, но на запад луѓето кои цел живот живееле во град, таму се родени, одат на село, си купуваат Да. куќе за да имаат убав, мирен, спокоен живот. Па може би и нам така тоа ни се случува, бидејќи Супер. ни сите години што поминаа наназад, ние многу патувавме, многу работевме многу и може би и тоа е некоја причина да одиме на место кое е помирно. Така. И може би и затоа го направивме тоа. И навистина се адаптиравме полека и секој ден ни е уште поубаво и поубаво. Емисијата се вика 15 минути со, а 15 минути со тебе е многу Малку кусо е, да ти време, кажам малку право, е. малку. Ајде да си договориме во 2022 да се гледаме почесто и да правиме вакви прекрасни разговори. Така е. Ти благодарам на разговорот и посакувам и тебе и на Горан и на Иван срекна 2022 година и да се гледаме само за убави работи, а ајде да се разделиме, имаме една идеја. Сречна, само рефренот, заедно, јас и ти. Сречна ти нова, Балкан е стари. Будимо Будимо увек сестре и браќа, да нам се љубав с љубавлju враќа. Желимо свима најлепше ствари, сречна ти нова, Балкан е стари. Срекна нова година, драги гледачи, се Среќна гледаме нова. во следното издање на емисијата 15 минути со.